Има ги снимат. Почитувана председателка, почитувани колеги. Повелайте, колега. Почитуван явен обвинител, почитувана колежки. Разобличени сте. Што да зборуваме понатаму? Еднаш велите се е розево, после тоа ни држите лекции како треба да биде, а веќе 5 години сте на власт, почитувана колежки. Зборувате за предмети на кои што вам ви одговара. Не ги кажувате огромните скандали, кои што ние од принцип не сакавме да ги отвараме, да разговараме поединечно за секој. Меѓутоа не дофрлувајте од место, ќе ве замолам. Меѓутоа, она што ви одговара, го експлоатирате овде, за да македонската јавност слушне тоа што вие сакате. Не, почитувана колежки. Стеј департментот ви кажа, корупцијата ви е навлезена во највисоките структури во владата, односно владините функционери ви се најкорумпирани. Што понатаму? Кога главата е корумпирана, што очекувате од другите? Па, почитувана колежки, не се знае кој краде и кој што прави. Ова морав да ви го кажам, бидејќи почнавте да се осврнувате на нешто и на некои предмети кои што може би се водат истраги. Овде е обвинителот, знае, ќе ви ги каже, сигурно и ги знаете, претходно сте се координирале, бидејќи координацијата на власта со обвинителството е секојдневна. Ова го потврдивте и ова го потврдивте и со тоа што правевте скандали во однос на Законот за јавно обвинителство и за Академијата за суди и јавни обвинители. Правевте скандали. Вчера се бира заменици министри, во програмата видовме дека имате насока директно да ја обрзате постапката со носење на овој закон, директно по насока од извршната власт, а ова мора да го спроведат за да може да го имплементирате што побрзо. Таму ви е ставено во приоритет, почитувани колешки. Затоа не сакате дебата по однос на законите. Затоа не сакате конструктивно да разговараме, да го унапредиме овој систем. И затоа ви потенцирав. Стеј департментот ви кажа, владата ви е најкорумпирана. Се повикувате на европски знаменца, се повикувате на европски вредности, се повикувате на имплементирање на закони од Европска унија, на позитивните прописи. Меѓутоа, велите, има напредок, добро е, се работи во правосудниот систем, се работи во обвинителството, школски примери ни кажувате како треба да биде, сето тоа е во ред, но требаше да биде до сега. Не како треба да биде. Еве, извештајот на Европската комисија за 2021 ни е најголем параметар како се одвивало. Тоа што вие кажавте дека овде се е розево, ве демантират со една бројка. 50% помалку напредување во однос на реформите и приближувањето и усогласувањето. Односно имаме уназадување, немаме напредок. И немојте од овде да се повикувате, повторно ви потенцирав, за нешто за кое што сметате дека ќе биде привлечно за јавноста, ќе нафрлите неколку предмети за кои што има дослуг во обвинителството, се водат постапки, ќе видиме како ќе излезат. Меѓутоа, ако почнеме да зборуваме за скандалите на сегашните и актуелни власти, ги има многу. Јас во мојот говор не ги елаборирав, од принцип што ова се работи за извештајот, да можеме да разговараме конкретно суштински што треба да подобриме. Меѓутоа, очигледно, вие под притисокот дека јавноста почна да ве согледува што се случува и како се случува, почнавте да навлегувате во теми за кои што сакате да ги прикажете во јавноста дека имате пандан на се. Меѓутоа, и ваши професори, односно ваши приврзаници ви кажаа, корумпираноста е единствено во функционерите, односно во власта. Не може да бидат корумпирани они кои што не располагаат со државниот буџет, оние кои што не располагаат со државните пари. Затоа, почитувана колешке, помина 5 години од кога сте на власт. Самите знаете што следува, нели? Следува разобличување на целиот ваш криминал. Бидејќи 5 години поминаа, вашите приказни за тоа како било, што било, поминаа.
Сега доаѓа време кога треба да ги разобличите вашите криминали, бидејќи се уште сте на власт, но нема подготвеност од обвинителството, нема подготвеност од извршната власт, бидејќи што треба самите да се затворат. Ова ви го потенцирав и ова ви е одговор на последните ваши излагања на кои што самите се повикавте. Но да тргнеме од другите позиции и ставки кои што ги заземавте, бидејќи секогаш сакавте да прикажете дека рационално ги прикажувате и бројките и состојбите, но овој пат се надминавте и отидовте чекор понатаму дека се е розево. Не е така, почитувани колешки. Самите бројки еве ви вели. Сторители на кривични дела 2018 31.511, 2020 30.2164. Ни се криминализира општеството. Дајте да го разбереме ова. Дајте да го разбереме ова, дека ни се криминализира општеството. Имаме се поголем број на прекршители на законот. Но, која е појдовната точка од овде? Појдовната точка е токму од оние кои што треба да бидат пример за тоа како да се однесуваат сите граѓани. Да не го прекршуваат законот оние кои што го носат или оние кои што треба да го пременуваат од највисоките инстанции на извршната власт. Најавувавте и секогаш најавувате. Еве од овде ве прашувам. Само ми потенцирајте, ми кажете до каде се. Ветингот го најавувавте од вашите политички структури, вашиот доскорешен премиер Заев, кој што беше и реформатор, односно водеше Совет за реформи во правосудниот систем, истиот е економист, но затоа сите ваши членови кои што ги внесовте таму, си дадоа оставка сите експерти, истиот остана сами да ги воде. Кажете до каде е вашиот став по однос на тоа. До каде е постапката со преиспитување на потеклото на имотот. Ова ќе го водеше Државната комисија за спречување на корупција. Меѓутоа гледаме дека тапка во место. Се обидувавте во судството да прикажете дека ќе правите генерален реизбор и тоа ви падна. После тоа, во однос на реформи во целиот систем, вклучително и јавното обвинителство, а ова се отсликува во самиот извештај, правевте некои акции, планови 21, каде што најголема реформа ви беше дигитализирање на матични книги, на управата за водење на матични книги. Па во програмата вчера гледавме дека ќе има дигитализација на судовите, ќе имаме докомплетирање на истражните центри. Тоа значи, ова што го кажавте, потврдивте дека има 4 истражни центри комплетирани. Ова сакам да го потврди и јавниот обвинител. Тоа значи дека не постојат пречки во овие обвинителства, каде што веќе се формирани, да имаме експедитивни, ефикасни и квалитетни истраги и обвиненија, а со тоа ќе резултира и со соодветни пресуди, а со тоа и поврат на бесправно стекнатиот имот. Но во извештајот, уште еднаш морам да ви потенцирам, во извештајот најголема заплена и најголем поврат на средства ви е заплена на дрвна маса во Берово. Во вишите јавни обвинителства, како што се Гостивар, Битола, немате никакви предмети, немате никаква. Најголем успех ви е заплена на дрвна маса во Берово. И сега зборуваме за успешност на јавно обвинителство. Зборуваме за успешност во реформи во правосудниот систем. Самиот обвинител е овде и изјави дека водат постапки спрема 5 јавни обвинители. Меѓутоа, помина 2 години и немаме никаква разрешница. Ниту имаме некој обвинител разрешено, ниту имаме некоја постапка на виделина, која што ќе се заврши целосно, или спрегите кои што ги користите со Советот за јавни обвинители, тој се жали од јавниот обвинител и јавното обвинителство се жали од Советот и знаете како, топката ја префрлате кој како му одговара. Не може тоа така. Еве, самиот обвинител потенцираше дека води истраги против 5 јавни обвинители, немаме ништо на виделина.
Антикорупцийска, односно Комисията за спречуване на корупция, позната како антикорупцийска комисия, поднела 165 инициативи за кривично гонење. Знаете дека само 3 завршиле на суд. Од овде имаме два показатели. Или она што кога е извештајот на Државната комисија за спречување на корупција, сакате овде да се додворите до нив, им кажувате дека се многу квалитетни, стручни, експедитивни, или се нестручни, неекспедитивни, некомпетентни, или јавното обвинителство, од кога ќе ги превземе, ги обструира, односно ги става во фиока. Бидејќи не може овие експерти во својата област, бидејќи знаеме дека и тие се при истрагите што мислам надлежностите што ги имаат, ги проверуваат и фактите и доказите, процениле дека има соодветни сомневања, ги доставиле, но кај застанале? Застанале во јавното обвинителство, тесната карика во нашиот правосуден систем. И сега од 165 само 3. Вака се жали председателката на Комисијата за спречување на корупција и вели дека јавното обвинителство треба да ги зајакне своите капацитети и да работи поекспедитивно. Ова е тоа што ви го потенцирав. Се префрла топката од едно на друго место. Сега вие одговорите дали се стручни комисијата или јавното обвинителство. Мора некаде да имаме недостаток на нешто. Зошто? Бидејќи и овие се експерти во својата област и доставиле 165, а процесуирале само 3. Фамозното СЈО, почитуваниот јавен обвинител, самиот кажа дека ќе биде под лупата на јавното обвинителство. Ништо од тоа. Немаме никаква разрешница. Потоа истрагата против директорката која што го водеше Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Докаде е? Внимавајте овде да имаме злоупотребено пари кои што се од Европската унија. И сакаме ние да се приближиме и да не примат во Европската унија. Не можеме. За Ден Дончев немаме никакви информации, освен во јавноста што беше искажено за колкави суми станува збор за проневера, колку време се проневерувале овие пари, зошто биле овие функционери на вакви функции, до ден денес ништо. Сите шетаат кај што сакаат. Може би и не се овде. Потоа, исто така, Државната комисија за спречување на корупција ќе го проверуваше имотот на специјалните обвинители. И од тоа ништо повторно застанато во јавното обвинителство. И имаме милион вакви предмети за кои што можеме да зборуваме како што вие ги отворивте, но на сите наши прашања јавниот обвинител се повикува во однос да не наштети на истрагата, што е секако законска обврска, но предпоставувам на вашите барања имате подетални информации што се случува. Затоа, кога сакате експлицитно да говорите за случаи, вие сте адвокатка, по вокација правник, и сметам дека требало, односно треба, да се воздржувате од вакви постапки кои што се водат во јавното обвинителство, бидејќи самиот јавен обвинител ви вели дека за да не наштети на истрагата, не може да даде соодветни информации. Ова го прашав и пред неколку дена. Докај е постапката кога што во нивната зграда, во јавното обвинителство на Република Македонија имавме прислушување. Ова е индиција дека секој еден обвинител е веќе под капата на оној кој што прислушкувал. Зошто? Одредени информации кои што ги споделувале меѓусебно самите колеги и се консултирале и разговарале, некој ги имал напред овие информации. Немаме ништо од тоа, а ова истрага веќе е 4-5 години. Предпоставувам дека не може еден предмет ако е во истрага 4-5 години избледуваат доказите. Од тоа нема да испадне ништо. И самите се свесни, и самите знаете, но под превезот на тоа да не наштетиме на истрагата, повторно јавниот обвинител, колегата, ќе се повика на тоа дека треба да не се зборува за тоа и е во право во моменти кога овие истраги не треба да се обременат со вакви јавни изјави за да не наштетат на самата истрага.
не одговоривте и секогаш избегнувате да одговорите на обвинувањата кои што ги имате од релевантните институции за она дека перцепцијата за корупција на Transparency International, која што ве декларираше, односно не декларираше за жал на 111-то место, сега сте горди дека сме биле на 96-то. Па за 2 години и 90-то да е. Пред 5 години бевме 50 места подолу, а сега се гордееме со тоа што сме паднале 4 или 5 места. И оние ваши фамозни изјави дека перцепцијата на граѓаните е погрешна, престанете да ги артикулирате и да ги ставате во уста граѓаните. Ова ве демантира и со самиот последен извештај. Тоа значи корупцијата цвета, но кумулативно, ако ги согледаме извештаите на State Department, извештаите на Economist, извештаите на Transparency International и извештајот на јавното обвинителство на Република Македонија. Сите бројки кумулативно, ако ги разгледаме, криминалитетот, односно општеството ни се криминализира. Ово го покажуваат сите бројки. Од меѓународни фактори до внатрешните наши извештаи конкретни доставени од јавниот обвинител. Не можете и повторно не одговоривте. Колку од овие предмети кои што се работени, се ставени во фиока, колку од овие предмети се застарени и за какви суми на средства станува збор. Меѓутоа, уште еднаш ќе ве замолам. Немојте од овде да разговараме за тоа како треба да биде, бидејќи поминаа 5 години, почитувана колешки. 5 години се доволен период да можат работите да тргнат од мртва точка, ако биле во мртва точка како што вие потенцирате. Но во тие 5 години пред изборно, секои избори, најпрво се заканувавте на судиите со генерален избор. Потоа им најавивте ветинг. Потоа им најавивте потеклон имот. Во секој политички момент потребен за вас, доставувате одредена теза со која што ги застрашувате овие функционери. А после тоа немате ништо од тоа. Формирате некои тимови деливери юнит за тимови за брзи интервенции, како ги за брзи реакции, но немате никакви реакции. Формирате министерски места, вице-премиери за борба со корупција. Тоа ви е признание дека не функционират институциите. Не знам како да ви објасниме. Имаме институции со соодветни надлежности, имаме закон за организација на државната управа, имаме јавно обвинителство, имаме судски систем. И сега ние пандан на овие институции формираме специјални јавни обвинителства, формираме посебни тимови кои што ќе ја воделе истрагата, посебни тимови кои што ќе се бореле со корупцијата. Па што им е функцијата на оние основани согласно закон? Сето ова што го потенцирате и го правите ви е противуставно, меѓутоа за жал немаме уставен суд. А знаеме во уставен суд како по награди сите се префрлуваат, односно со одредени случаи кои што треба да ги изработат и да завршат одредена функција во даден момент, после тоа добиваат функции во Уставниот суд, во Врховниот суд, па и натаму, значи, бидејќи веќе основните судови и апелационите судови ви се комплетно под капа, ги довршивте и во Уставен и во Врховен, така да целокупната ситуација ви е под контрола. И затоа тезата која што ви ја кажав, се уште стои, спрегата меѓу извршната и судската власт е на највисоко ниво. Се додека премиер се јавува по телефон да интервенира, да разреши врховен судија или председател на Врховен суд, ќе ме коригирате вие, пошто добро знаете, се до тогаш ќе немаме ниту правосуден систем, ниту правна држава, ниту поделба на власта. Самите го знаете тоа, но не сакате да го признаете. Знам дека го знаете, но не сакате да се соочите со реалноста во која што живееме. Дајте да тргнеме од точка да направиме здрав правосуден систем, за да секој од нас, вклучително и вие, и јас, и секој граѓанин се чувствува, дали во време на власт или опозиција се чувствува комотно дека има кој да го заштити. Ке ве замолам
без предавање на лекции како да сме на факултет и да ни кажувате што треба да биде. Кажете што е направено и каде се движи овој систем и одговорете зошто State Department не квалификува вака, зошто Transparency International и зошто Европската комисија ни укажува дека сме уназадени, односно се уназадуваат процесите во оваа област. Ви благодарам.